Почитувани гледачи, следува Добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што не следите. Денеска ќе зборуваме за инфекции на очите. Моја гостинка и соговорничка на оваа тема во студиото на Добриот доктор е доцент доктор Ирина Богданова, хирург офталмолог на клиниката за очни болести. Доктор Богданова, добар ден. Ви благодарам што одвоивте време што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, Александар. Благодарам за поканата. Секогаш убаво се чувствувам тука во Сител во студиото. Поздрав до гледачите на Сител телевизија. Одравме денеска тема адекватна токму за овој период, но и за престојниот летен период, инфекции на очите. На почеток, зошто доаѓа до инфекции на очите? До инфекции на очите доаѓа кога ќе инфективен агенс, односно инфект, ќе дојде во контакт со површината на окото. Тоа настанува во повеќе случаеви, меѓу кои најчести се кога ќе ги допреме очите со нечисти раце, кога ќе се допрат очите исто така со нечисти марамчиња и така натаму. При тоа, значи, може да настане инфекција на очите и во зависност од агенсот може да биде или бактериска, вирусна, габична и така натаму. Во зависност од инфекцијата и симптоматологијата е различна при инфекциите на очите, а исто така и третманот. Овој период актуелни се и алергиите и тие предизвикуваат проблеми, односно црвенило на очите. Каква симптоматологија освен црвенилото и какви компликации може да предизвикаат сезонските пролетни алергии? Така, во овој период, да, многу е типичен овој период за појава на алергии на очите, не само на очите, на било кој дел од организмот, односно кај граѓаните, односно пациентите кои што се атопични патат од сезонски алергии. Овој период од годината се појавуваат симптоматологијата за алергиите, која што може да биде многу слична како на инфекциите. Слична, но различна. Затоа сакам во оваа емисија ќе ги потенцирам кои се разликите, значи од инфективна природа на очите и од алергиска природа, да кажам црвенење и така натаму. Бидејќи не секое црвено око станува збор за инфекција. Најчесто пациентите се исплашени, мислат дека имаат инфекција од некој, да кажам, инфективен тип, но често пати станува збор и за алергија. Исто така сакам да потенцирам дека алергиите, доколку не патале пациентите претходно од алергија, може во одредена возраст од животот да се појават, значи, овие знаци, односно да станат алергични на одредени супстанци. Особено ова е сега потенцирано после короната, значи морам да кажам дека и граѓани кои што немале проблеми со алергии, овој период последните години им се јавуваат проблеми со алергии на очите. Докторка, да се навратиме на инфекциите конкретно, кои се најчестите инфекции од зависност во тоа кој дел од окото е зафатен? Да, како што напоменав, значи може од инфективна природа инфекциите да бидат од вирусна и бактериска или габична инфекција. Доколку станува збор за вирусна инфекција, најчесто се зафатени горен респираторен систем, значи тоа ретко оди изолирана инфекција вирусна на очите, често пати се зафатени дали имаат исто така вирусна инфекција на носот, на ушите, горен респираторен систем и се пренесува на слузницата, односно на конјуктивата на очите, додека бактериската инфекција на очите најчесто е изолирана. Значи, доколку дојде на окото контакт со некоја бактерија и настанува бактериската инфекција. Сега, симптоматологијата е различна кај двете инфекции, кај вирусните и кај бактериските. Најчесто, значи, кај вирусните инфекции доаѓа до, значи, изразен оток обострано на капаците на очите, до една секреција која што е воденаста, значи прозирна секреција, за разлика од бактериските инфекции, каде што најчесто е густ секретот и леплив. Значи, пациентите како да препознаат дали станува збор за инфекција, бидејќи најчесто го даваат симптомот кога стануваат на сабајле дека им се залепени очите. Значи, со мака не може да ги одлепат, значи имаат мака при одлепувањето на капаците.
сега, односно приметуваат во аголот на окото дека се собираат како гуралки. Тогаш станува збор за бактериска. Тогаш станува збор за бактериска инфекција. А додека вирусната инфекција оди со една бистра секреција, значи воденаста секреција, која што не прави одреден тип на таква лепливост, да кажам, не е секретот така густ како бактериската ова инфекција и трае подолго. Значи вирусната трае подолго независно од терапијата, може да трае и по 3 недели и по 1 месец, додека бактериската побрзо се санира под терапијата, значи под дејство на антибиотиците. Сега најчестиот од вирусните инфекции кои што еве доста, да кажам, ги имаме периодов кај нас, а се доста драматични бидејќи траат долго, бараат подолг третман, дури оставаат и по неколку месеци последици, значи на очите со намалување на видот, значи морам да потенцирам. Се инфекциите, вирусните инфекции со аденовирусите. Тоа е една доста чест тип на вирус кој што го напаѓа, значи надворешната обвивка на окото, односно конјуктивата, и оди со една драматична слика на оток, најпрво на едното око, а веднаш се пренесува за кратко време и на другото око, дури се чувствува, значи оток, бистра секреција, се чувствува една нелагодност, односно една минимална болка при движење на очите и пациентите доаѓаат кај нас, значи исплашени што ми се случува сега со окото, бидејќи болка тука перзистира. Покрај болката доаѓа и до намалување на видната острина, значи бидејќи во процесот на инфекцијата, значи со вирусите, се создаваат и инфилтрати внатре во рожницата, во предниот дел на окото, самиот вирус ги создава и како резултат на тие инфилтрати доаѓа до намалување, значи ова е еден од инфективните конјуктивити кои што оди со намалување на видот. Обично конјуктивитите не одат со намалување на видот. Да, колку и да има секрет и да се лепат очите и да чешат и све, видот останува ист. Додека кај аденовирусите, значи доаѓа поради инфилтрацијата, значи појавата на овие инфилтрати на рожницата до намалување на видната острина. Минлива е ли е оваа состојба? Да, состојбата доколку се третира? Да, состојбата секако мора да се третира со поголема доза на, да кажам, на антибиотици подолг период и исто така даваме и кортикостероиди во комбинација со кортикостероидите поради овие инфилтрати, значи со цел да не се зголеми инфилтрацијата дополнително на рожницата, но морам да напоменам да не се плашат граѓаните доколку станува збор за ваква вирусна инфекција. Може да се случи да презистира и до 6 месеци. Значи по 3 недели до месец дена и да се намали, да кажам, реакцијата на црвенило, на чешање, да се отокот и така натаму, да се смири симптоматологијата од воспалението, намалената видна острина може да презистира и до 6 месеци. Така да ми доаѓале пациенти, да, пред 2 месеци имав инфекција, уште не гледам бистро. Мислам, не гледаат бистро кога ќе видам на микроскоп дека се уште имаат инфилтрати на предниот дел од окото, на рожницата. Јачменот, да го споменеме, исто така доста честа состојба токму овој летниот период, меѓутоа може оваа состојба да се јави и во текот на целата година. Зошто доаѓа до појава на јачменчиња? Да. Значи јачменчињата се, да кажам, друга патологија и друг дел од окото зафаќаат, односно капаците, тука се веќе засегнати, како резултат на бактериска инфекција на жлездите на капакот. Инфективна секако природа, се инкапсулира и доколку се испразни, значи не треба понатамошен третман, освен антибиотскиот, да кажам, и така натаму, но доколку остане капсулата после од кога ќе се испразни јачменот или нема да се испразни, кога ќе се намали црвенилото, тоа значи може и да се инкапсулира, да остане капсула со гнојна содржина, тогаш веќе пристапуваме со хируршки третман. Значи може да се деси во одредени фази, значи да биде потребен и хируршки третман за јачмените, халазионите и така натаму, но најчесто јачменот како инфекција може да се најчесто се празни содржината
оката и се третира со антибиотици на капаците. Сега, јачменот може да оди здружено, односно тоа се заедно со конјуктивитите, значи да има инфекција на окото конјуктивити. Така, тоа се нарекуваат блефароконјуктивити, значи кога се фатени и окуларната обвивка, односно конјуктивата, и блефарит да се фатени и капаците. Значи може да биде комбинирано, а може да биде и изолирано. Обично јачменчињата поменуваат 7 до 10 дена, меѓутоа ако има ваква комбинирана инфекција, таа може да биде пролонгирана? Да, може да биде пролонгирана и доколку инфектот перзистира подолго време, значи може да се создадат и повеќе јачменчиња на капаците, до 2 до 3, може и на двете очи. Тоа во зависност од самиот организам, од имунитетот, значи колку има организмот сила да се избори, да кажам, со одредена инфекција или таа да се прошири по другите делови, да кажам, од капаците, по жлездите и така натаму. Исто така и одредени состојби на организмот, како што се диабетот и така натаму, може да бидат ризик фактори, доста се среќаваат појавата оваа хордеолоза, се среќава кај луѓе кои што боледуваат системски од диабет. Затоа јас кога ќе видам ваква една хордеолоза со појава на повеќе јачменчиња на капаците, им советувам да направат крвна слика со гликемија на пациентите. Да не е некој зацкриен. Да не е некој зацкриен, некоја друго, да кажам, заболување да не биде во позадина. Така, докторка, убаво објасните во зависност од исцедокот, дали станува збор за вирусна или бактериска инфекција, меѓутоа кои се најчестите симптоми, освен чешањето, иритацијата, споменавме дел од нив и црвенилото, бидејќи рековте не секое црвенило значи инфекција. Што може друго да укаже дека можеби има воспаление некакво во зависност од агенсот или од типот на инфекцијата, воспаление на очите? Да, тука сакам да напоменам, значи во симптоматологијата, разликата помеѓу инфективните конјуктивити и алергиските конјуктивити. Конјуктивитите од инфективна природа, било да се од вирусна или бактериска, најчесто одат со секреција, како што споменав, во зависност дали е вирусен или бактериски, различна е секрeciјата. Исто така, оде и со еден оток, кој што едно црвенило на очите, и отокот е поизразен и се појавува една болка или нелагодност при движење на очите. За разлика, од другата страна, алергиските конјуктивити, значи не одат со ваков тип на болка, не одат со секреција, туку започнува самата симптоматологија, започнува како една иритација, односно како едно нежно пецкање на очите, кое што од час во час или од ден во ден се интензивира. По одреден период, значи може да се јави, тогаш се појавува едно црвенило и еден оток, значи на капаците, но многу ретко се јавува секреција кај алергиските конјуктивити. Значи најчесто ни е овдека изразено црвенењето, пецкањето и отокот кај алергиските, додека кај од инфективна природа е најчесто секрeciјата. Значи тоа за лепење на очите. Да, кога треба да се побара стручна помош од офталмолог? Па јас, еве вака би дала совет да доколку се осети одредена симптоматологија, веднаш да се побара стручна помош од офталмолог, бидејќи, како што напоменав на почетокот, не секое црвено око значи инфекција. Има многу граѓани, значи им се случува да се црвени окото, да мислат дека имаат инфекција и на своја рака, значи да земат од аптека капки кои што се антибиотик со кортикостероид во комбинација. А кортикостероидите се контраиндицирани во доста ситуации на црвено око. А црвено око може, например, да се јави и кај гребнатина, и кај ерозија на окото. И сега, мислејќи дека имаат инфекција на окото, тие земаат кортикостероиди во комбинација со антибиотици. Во тие случаи гребнатината или ерозијата на окото може да се искомплицира
значи да се продлабочува и да развијат една комплицирана состојба и да доведе дури до укус и абцес на рожницата, доколку се користат во поголеми дози подолго време, не знаејќи дека е изгребано окото, да помислат дека имаат инфекција. Така да не треба при секое црвенење на окото да се мисли дека е инфекција, туку треба да се консултира според мене офталмолог. Значи да се направи еден преглед. Ова го говорам во смисол додека се тушираме, некогаш знае и од тие средствата да ни влезе некоја хемикалија или некое средство во очите, меѓутоа тоа поминува во текот на денот, можеби потребни се и половина или 2-3 часа. Така. Тоа се случува, да, значи при користење на загриженост тогаш или тоа е само инцидентно изолирани случаи? Така, тоа се случува значи при користење на одредени козметички препарати, креми и така натаму, каде што ќе усетат блага иритација, тоа е веќе хемиска иритација, значи на окото, тоа е сосема друго. Тука и да се црвени и све, мислам, доколку перзистира нормално и до наредниот ден, тогаш веќе може да станува збор за хемиски конјуктивити, хемиски кератити и така натаму. Но ако за час-два, ако веќе почне да се смирува, мислам дека сите во домовите имаме вештачки солзи од било кој тип, може да се капнат колку за испирање на окото и за неколку часа би требало да се смири целата реакција. И пак ќе напоменам, доколку перзистира до следниот ден и така натаму, тогаш веќе треба да се побара помош од офталмолог. Веќе кога ќе ги видите во амбуланта пациентите кои доаѓаат поради некоја инфекција наводно на очите, знаете зашто се работи. Потребни ли се некои дополнителни испитувања за да бидете сигурни кој е причинителот и во зависност од тоа како оди понатаму третманот? Види, Александар, јас кога ќе видам дека станува збор за бактериска инфекција во зависност од симптоматологијата, мој совет е веднаш ги праќам да одат да направат бриз. Зашто најдобар третман на инфекцијата е кога ќе се изолира бактеријата и кога ќе видиме на кој антибиотик е таа осетлива. Зошто? Затоа што се случува долготрајна употреба на антибиотици и вртење на групи на антибиотици. Значи, ако делува едната група, пробуваат, например, или така натаму пациентите 10 дена. Доколку нема реакција, се дава друг антибиотик. Доколку не... И тоа се повеќе и повеќе го оштетува окото. Се прави една резистентност на антибиотиците. Се прави една резистентност на бактериите и така натаму. Затоа мој совет е, кога ќе се види дека станува збор за бактериска инфекција, првично да се направи бриз, па потоа да се да кажам да се даде третман во зависност од антибиограмот што ќе се добие од брисот. Сега, доколку симптоматологијата укажува на вирусна инфекција, тогаш веќе нема потреба зашто да правиме брисеви. Даваме некој поблак антибиотик, бидејќи знаеме дека антибиотиците кај вирусите не лечат, него ги даваме превентивно за да не се направи некоја друга бактериска суперинфекција и така натаму. Значи, даваме супортивна терапија од типот на витамини и така натаму и во одредена фаза, а сега доколку е зголемена секрецијата и црвенилото, давам уште на почетокот кортикостероиди, но тука треба многу внимателно со кортикостероидите. Во форма на во форма на капки. Во форма на капки, да, но тука треба многу внимателно со кортикостероидите, знаете, со вирусите, затоа што може да ја зголемат нивната вируленција и но во понатамошниот период, да кажам, после една недела, вика ги даваме кортикостероидите баш да не се појават овие инфилтрати и така натаму, компликации одредени од вирусот. Во кој случај е потребна или неопходна орална употреба на антибиотици ако станува збор за сериозна бактериска инфекција или првенствено ако е некоја поблага клиничка слика со самата иритација на окото, па може да се помине со некои капки или маст кои содржат антибиотик? Па да, значи орална употреба, односно системска употреба на антибиотикот е потребна кај инфекции на очите кои што се, да кажам, со голема изразена симптоматологија, значи изразена секреција, црвенило и така натаму, кое што перзистира и трае подолг период. Значи, независно од антибиотикот, ние гледаме дека почнало да се смирува, но трае подолг период. Тогаш преминуваме кон системски давање на
на антибиотикот и исто така доколку се зафатени и други системи од организмот, значи не само да кажам очите, доколку се зафатени и носот, ушите и така натаму, веднаш ако се фатени и други системи даваме обавезно системски антибиотик, значи и офталмолошки препишуваме не само капки него и системски антибиотик. И покрај третманот може ли да се повтори инфекцијата или во зависност од тоа дали станува збор за вирусна или бактериска природа? Значи, доколку третманот е завршен и комплетно излечена инфекцијата, а под комплетно излечена инфекција се зборува кога ќе се дојде на контрола и ќе се види дека веќе нема остатоци, значи нема секрет и така натаму, а не прекинување на капките на своја рака, тогаш инфекцијата нема да се повтори. А доколку се прекине терапијата на своја рака, што често се случува, морам да признам, кога ќе биде препишана, да, јас ставав една недела од капките и ми помина, мислам, тоа е субјективно чувство дека поминало, а треба да се направи контрола и да се види дали на вистина е комплетно излечена таа инфекција, тогаш може да се повтори. Значи, доколку не е долечена, може да се повтори после одреден период. Ги споменавме и препаратите на своја рака, да, морам да констатирам дека многу често еве посебно и летниот период и во пресред на годишните одмори многумина во таа домашна аптека користат и некои капки или останати препарати заради инфекција на очите. Споменавте убав пример и со кортико. Значи, какви се компликации може да има употребата или користењето без консултација со офталмолог, ако имаме некое, еве, обично црвенило или иритација на очите, а не знаеме конкретно за што станува збор? Па да, Александра, јас морам да признам дека сум имала пациенти кои што со месеци користеле терапија, значи од кортикостероиди, антибиотики и така натаму, значи месеци, 2, 3, 4 месеци, доктор ке ставам 3 месеци од капките и мене не ми е подобро. Ставам 4 месеци од капките и мене не ми е подобро. И што се случува во тој случај? Значи знаеме дека кортикостероидите не се воопшто безазлезни, значи како да кажам, се баш ги нарекува меч со две оштрици, да. Значи може да предизвикаат глауком. Значи прекумерна употреба, значи тоа е тој јатроген глауком, заболување кое што веќе останува до крајот на животот. Значи треба многу внимателно со користење на капките. Ова го потенциран бидејќи е доста често прекумерната употреба и долготрајната на капки со цел сами да се лекуваат во домашни услови пациентите, сами да ги ординираат капките, сами да ги користат долго време, да очекуваат резултат самостојно после користење, па ако не се добри кон други капки и така натаму, така да сето тоа мислам не би требало да се случува за да не се предизвикаат компликации дополнителни. Исто така долготрајната употреба на капките доведува и до сушење на очите. Значи тука веќе настанува и исто така и друг проблем после тоа. Значи, да, инфекцијата ти ќе излечиш, но веќе си накалемил суво око. Да. Од толку долго користење на, да кажам, на терапии, капки, ова, она, окото се суши. Знаеме дека најголем дел од капките се состојат, имаат во нив конзерванси. Конзервансот е тој што го суши окото, значи, и кој што предизвикува суво око, и суво око е една состојба која што перзистира понатаму со години. И дополнително, еве, кога сме кај сувото око, токму ова состојба многу честа и со порастот и на температурите, да освен вака прекумерна и неконтролирана употреба на разни капки и препарати, кои други причини, еве, може да предизвикат суво око? Па да, значи сувото око доста често се среќава, значи во последно време морам да признам кај пациентите. Различни состојби може, значи една од почестите состојби е како што спомнав прекумерната употреба. Исто така се случува и кај пациенти кои што се на хронична терапија, да кажам, на пример како пациентите со глауком и така натаму, а како резултат на конзервансите што ги користат, што постојат во капките, значи што се наоѓаат, исто така се јавува и кај овие пациенти
пациенти суво око. Како резултат исто така и на годините, односно да кажам процесот на старење, веќе и самите жлезди на окото и така натаму не функционираат нормално како во одредена возраст. Поради тоа, значи нема доволна секреција која што нели го влажнува окото и така натаму и се јавува еден процес на суво око, ние го нарекуваме тоа, со тоа што се јавува, значи, едно црвенење, пецкање. Затоа сакав да кажам уште на почетокот, како што напоменав. Значи, не секое црвено око значи инфекција, не секое црвено око значи алергија и така натаму. И сега може и суво око да биде. И сега замислите вие на тоа суво око, да мислите дека има инфекција, значи дека има инфект, а окото е црвено од друга причина, вие дополнително му ставате антибиотик капки, дополнително го сушите. И значи се случува дури како една епителиопатија, ние кога ќе ги видиме на микроскоп пациентите, толку го имаат оштетено окото, толку се има исушено, бидејќи мислејќи дека имаат инфекција, дополнително ставале антибиотики, дополнително го сушеле окото. Така да црвеното око, мислам, црвенење на окото, ако перзистира, пак ќе повторам, значи не сега секој контакт од иритација да треба да се јави на офталмолог, но ако перзистира 24-48 часа, бара преглед од офталмолог. И соодветен третман. Да, и соодветен третман. Во пресред на летната сезона, зошто многу често доаѓа до инфекции на очите при капење во базени и други затворени, односно неистечни води? Доаѓа до инфекции на очите, бидејќи знаеме дека водите, начинот на кој што нели се чистат е хемиски, се регулира, да, но сепак чистотата на водата при толку многу капачи може да биде, да кажам, дискутабилна како е што е. Има одредени, да кажам, инфекти кои што може да се најдат во водата и кои што може да предизвикаат оштетување, односно инфекција на очите. Пред се бактериски. Да, значи тука морам да ја напоменам хламидијата, која што е доста, да кажам, сериозен и опасен инфект, кој што го напаѓа урогениталниот систем и исто така и очите. Значи при гњурење и така натаму, доколку перзистира или постои во неистечните води, може да се пренесе, значи, на окуларната површина на очите и да предизвика сериозни значи последици. Хламидијата е еден од поопасните инфекти. Значи дури доколку не се третира правилно, значи морам да признам, доведува и до слепило. Значи комплетно може да доведе до оштетување на предната површина на окото, ако не е откриено на време и ако не е третирано соодветно. Значи хламидијата се лечи доста тешко, долготрајно. Да, треба долготрајна употреба на капки и антибиотици, значи до месец, 2, 3, некогаш и така натаму, и доколку не е третирана може да остави последици. Докторка, како да се спречат летните инфекции, вклучително и овие состојби кои ги споменавте како резултат од капање во затворени неистечни води? Да, значи јас би советувала измивање на очите. Значи едно измивање на очите при секој излегување од ова неистечните води, да кажам, па и од истечните, независно каде се одбива капењето. Да, независно, значи едно измивање на очите со чиста вода, првично, и секако да граѓаните, сите што совет што ќе тргнат на одмори, да носат од било какви вештачки солзи. Значи не знаеме во кој момент. Сами да го исперат окото на некој. Така, значи ако почувствуваат некоја иритација при излегување од базен или така натаму, може да кажам да отидат и да си го исперат окото со солзи. Мислам тоа е доста корисно би било за да се отстранат. Да, неизбежно и прашањето дали при инфекција, доколку имаме црвенило или оток или било кој конјуктивит или јачменче, треба да се носат заштитни очила за сонце, или обично вообичаено и луѓето што имаат ослабнат вид па носат и заради
гледање на очари? Јас ги препорачувам заштитните очила бидејќи штитат, како и да е, значи штитат од прашина и така натаму надвор. Сега, кога се инфекции во прашање, нормално се советува отворени очите, бидејќи никако во никој случај не смее да се покријат очите кога има инфекција, нели таа уште повеќе ќе се зголеми, но заштитни научари само надвор, да кажам, за да не доаѓа повеќе окото кога веќе е инфицирано, да не доаѓа повеќе во контакт со други агенси, прашина и така натаму, и користење на редовна терапија. Доктор Богданова, ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте на оваа доста актуелна и тема која засега доста голем број на граѓани. Со задоволство ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. Ви благодарам вам за поканата. Почитуванија, вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и во понеделника. Со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме имајте убав викенд, останете со програмата на Сител телевизија и грижете се за вашето здравје. Пријатно!